овој член 18 од Законот за игри за среќа, добро што се менува, тоа го поздравувам, затоа што ако остане ваков како што е, тој ги исклучува организациите на лица со повреченост, а тоа е спротивно и на националното законодавство, и на Конвенцијата за права на лица со повреченост, и на општиот коментар број 7 од Комитетот за правата на лицата со повреченост. И доколку остане вака, прво ќе биде во судар со Законот за инвалидски организации, кој што вика дека организациите на лица со повреченост може да се финансираат од средства од игри на среќа, а овој Законот за игри на среќа вика дека не може. Кај е мојот проблем со овој амандман? Проблемот е затоа што тој е спротивен на општиот коментар број 7 на комитетот, кој што во параграф 61 ги предвидува критериумите за организација на организациите на лица со повреченост, и таму се предвидува дека финансирањето од државата треба да е директно, не преку посредници. Приоритет да имаат организациите кои ги застапуваат правата на лицата со повреченост, и што е многу битно за овој амандман е тоа дека финансирањето треба да е одржливо, што значи основано институционално финансирање, а не периодично по проекти, како што разбрав од образложението на овој проект. Дополнително проблем ми е што не е допрецизирано што е тоа организација на лица со повреченост. Тоа мора да се организации основани и управувани од лица со повреченост, и согласно општиот коментар приоритет треба да имаат организации кои што ги застапуваат правата, а не организации кои што даваат услуги на лицата со повреченост. И добро е што се интервенира освен овие две мои забелешки, затоа што лицата со повреченост, сегашниот член, како што е предложен, враќа назад еден стар поглед на лицата со повреченост, ги третира како лица кои што имаат потреба од хуманитарна социјална помош, како лица кои што барат милостина. Тоа воопшто не е така, тоа е застарен поглед. Тоа се луѓе кои што имаат потреба и сакат, како и сите други луѓе, да учествуваат активно во сите аспекти на општествениот живот, но постојат бариери кои што тоа им го спречуваат, и тоа се луѓе кои што имаат право да учествуваат во сите аспекти на општествениот живот. Конвенцијата тоа им го признава, Република Македонија тоа им го признава, а штом Република Македонија го признава тоа право, таа презема обврска да ги тргне тие бариери. И буквално тоа е тоа што го бараат лицата со повреченост од нас како законодавен дом и од државните органи. И затоа тоа најдобро се постигнува преку организација преку финансирање државно на организациите со лица за повреченост, што го поздравувам со овој амандман, но останува проблемот што во амандманов не е дефинирано дека станува збор за лица, за организации основани и управувани од лица со повреченост, организации кои што ги застапуваат правата на лицата со повреченост, а не организации кои што даваат услуги на лицата со повреченост, и дека тука е наведено дека финансирањето ќе оди по проекти, што е спротивно на конвенцијата. Благодарам.